6 смарт табли ќе добие основното училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци, како и канти за селекција на отпад. Денеска се потпишаа договорите со Центарот за развој на Источноплански регион. До крајот на месец август смарт таблите треба да бидат набавени и веќе од почетокот на учебната година, односно од месец септември, да се користат како во Централното училиште, така и во дел од подрачните училишта на територија на општина Карбинци. Овој проект кој што е значаен за регионот, за истокот. Ние сме во една фаза на, би рекол, модернизирање на нашите училишта. Она што сме сведоци низ овие неколку години е дека општина Карбинци континуирано вложува во образованието, пред се во делот на капиталните проекти со реконструкција, изградба, доградба на самите училишта, но и модернизирање на она што значи постоечка инфраструктура во овој образовен процес, така да ова е на еден начин продолжение на сето она што го работевме досега и еве искрено се заблагодарувам на директорот на Министерството за локална самоуправа. Ова е финансирано преку програмата за специфични подрачја кои што регионот ги користи овие финансиски средства. Во претходниот период започнаа со реализација проектите за набавка на возила за смет за општините Чешиново, Облешево и Штип. Истовремено во тек на реализација и проектот за изготвување физибилити студија за Царев Рв. Во наредните денови ќе се набават смарт таблите за училиштето во Карбинци, но и за други 9 општини. Во наредните денови ќе распишеме јавна набавка и за набавка на смарт таблите со кои што ќе се подобрат условите во образованието во местата со специфичен развој. Овој проект докажува дека и центарот, но и општините од истокот приоритет му даваат на образованието, подобрувањето на условите во образованието, така да и во наредниот период ќе продолжиме да изнаваѓаме средства и начини за да ги подобриме условите во училиштата во истокот. Вкупната вредност на проектот е 2,6 милиони денари. Се предвидува набавка на 38 смарт табли во 34 општини, како и садови за селекција на отпад. Овој проект е со вредност од 420.000 денари, средства обезбедени од Министерството за локална самоуправа, а како дел од програмата за специфични подрачја имплементирани преку Центарот за развој на Источноплански регион.